Другари и другарки, како што веќе знаеме, во вторник во 20 часот ќе започне новата сезона на Redcast. Ќе бидеме под голем притисок. Очекувајте жестока борба со сите хейтери, ботови, жолтиот печат, медиумите, олигарсите и дебелогазовците. Очекувајте да бидеме линчувани, шиканирани, напаѓани, блокирани. Но никогаш немојте да заборавите кои сме, од каде сме и зашто сме тука. Другари, ние сме македонци! Од каде сме? Од Северна. Од каде сме? Од Македонија. Што ќе направиме? Ќе победиме! Ура! 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 Дами и господа, старо и младо, другари и другарки, вие ја гледате втората сезона на Redcast. Уживајте! Добро вечер, другари и другарки. Вие ги гледате црвените вести, а ова се настаните што ја одбележа неделата. Скопските комарци ќе работат и вон сезона. Во новата епизода, кога мачињата ќе стивнат, ќе гледате Владин хит на неделата, Хајде љуј, чучек. Трајко Славески си ја отвори душата. Нова експертиза од Крипто Гемиџија. Скопските комарци ќе работат и вон сезона. Мајката на градот се смилува на нив и им даде работа и во зима. Да погледнеме. You ready? Јас се извинувам, Анима Мунди, но овој комарец беше навистина лош пејач. Продолжуваме понатаму. Новата хит серија, кога мачињата ќе стимнат, ја снимија втората епизода Затвор. Да погледнеме. Рекови, како се стива затегнавте во затворот сега кога дојдете, бидејќи сте нов директор? Дали може ли уште еднашка да го повторуваш прашањето? Да не сејаме што брат се случило овде. Како да ти кажувам, јас сум доаѓал тука, ги гледам јадат бурек, овие работени. Не можеш ти да седнеш да можеш излези надвор, како ги пуштам овие другите да излагат? Може да и наш, јас сум директор за сите, да седне таму на дрим, да јаде како човек. Се достоинствени условите за еден затворник, па нека и жена, да речеме. Како? Дали има достоинствени услови и покрај тоа што се работи за затвореници, треба да има одредени услови. Услови има, ние пуштаме дома да иде тој, што затвореник, што ако затвореник, ние за сите сме исти. Не може тука сега, мора да го пуштиш тој малце и дома, да гледа жена, да гледа, како да ти кажувам. Видете, ја пуштам и бабата на жена ми, мајка и она тука да биде во затворот, така да, значи, ако има услови за нејзе, зашто да нема и за другите? Каков затвор? Јас не сум за затвор там, ја никого не повикав, не наместив, ја жми пимен, еве, цела да е. Каков затвор? Јас си киднав тогаш. Каков затвор, бе, ке си направим ја едно еварче се, нека лупат компири таму. Како женски затвор, бе, нас женски затвор ни е дома, ше стана додека ги изчистам раце да ти паднат. Они заев тогаш не го стаја у затвор, мене ке ме стаја, да седи, ајде беги там. Ако не сакате да заглавите во затвор, јадете бурек. А сега, другари и другарки, одиме со хитот на неделата. Хајде љуј чучек, Edhe kjo natë me harem, këtu tek ne, në mesin ton, të gjithë kanë vend, koka bo halakom, edhe piskom, s'po dihet sen, ku shkon pedon, hajde luj qyqek.
hajde luj qyqet, mori shyret, e kahle krejt sa pas ka lezet. Hajde luj qyqet, mori shyret, e kahle krejt sa pas ka lezet. Hajde luj qyqet. Почнаа заедно, па стана крвни непријатели, но на крајот Трајко си ја отвори душата. Да погледнеме. Нема више, моје Даниеле, плати преđo bela i ja ću tako Oti se Danijela, Нема више, Даниеле, ако слушаш, те молам, врати му се на Трајко. А сега продолжуваме понатаму. Одиме со нашиот експерт по геополитика и макроекономија, Крипто Гемиџија. Добар ден, генерале, добар ден, другари. Гемиџијата рапортира од изведничката единица по длабоко позадини пријателски линии во Малта, каде што за почеток првенствено имаме да ви известиме дека успешно беше одржан БРИКС самитот во Казан, Русија, каде што присуствуваа представници на земји со повеќе од 4,8 милиарди жители во светот. На оваа слика практично можеме да видиме повеќе од 35 лидери кои што ги представуваат овие 4,8 милиарди жители на самиот самит, вклучувајќи го и секретарот на Обединетите нации Антонио Гутереш, што зборува за успешноста на самиот БРИКС самит. Прва и најбитна работа која што произлезе од самиот самит беше декларацијата, која што на БРИКС и дава политичка улога на глобално ниво. Оваа декларација содржи најразлични одлуки кои што ги донесоа заедно старите, новите членки, како и новите 13 партнери кои што се моментално на БРИКС, со цел да и дадат многу по голема политичка сила на оваа заедница на глобалниот југ. Така да, после самата декларација дополнително, како што веќе најавивме, беше усогласено така речено одлуката дека ќе се продолжи со интегрирање на блокчейн технологијата, каде што сите централни банки на земјите во БРИКС ќе се интегрираат во еден нов систем, блокчейн систем, кој што ќе содржи во себе првенствено паралелен систем како оној во SWIFT за праќање на пораки помеѓу овие финансиски институции за трансакциите кои што треба да бидат реализирани. Дополнително овде ќе имаме клиринг унија, односно тоа е целосно помирување на овие трансакции на практично на ниво на централни банки и дополнително овдека дури имаме и депозитарна унија каде што ќе може не само капитал, туку и хартии од вредност да бидат трансферирани преку оваа блокчейн солуција, за на крај дури и осигурување на овие трансакции да може да биде реализирано низ целата БРИКС унија. Така да ова е така речено најголемиот успех кој што моментално беше постигнат. А зошто е ова потребно? Затоа што во последните 2 години од 2022 година па наваму има повеќе од 20.000 санкции така речено нанесени на Русија, Иран, Сирија, Северна Кореја, Белорусија, Мјанмар, Венецуела и така натаму, што значи дека се повеќе и повеќе е јасно дека Западот го користи моменталниот финансиски систем како финансиско оружје за репресија. Последен пример кој што е буквално од пред само еден ден на 26 октомври, значи Г7, Гериатрија 7 членовите одлучија дека замрзнатите 300 милиарди резерви на Русија ќе бидат користени како колатерал за да се издаде нов заем на Украина од 50 милиарди долари. Значи, ова е уште една од причините поради кои што се создава овој паралелен систем. Дополнително, како што најавивме, BRICS-Pay ќе биде исто така интегрирана, каде што, овој голем, да речам, М-бридж, кој што сега се нарекува BRICS мост, ќе биде интегриран на највисоко ниво помеѓу централните банки, додека BRICS-Pay е направен со цел ова да биде интегрирано на најниско ниво помеѓу физички и правни лица на целата територија на сите нови стари членки на БРИКС, како и новите 13 партнери на БРИКС. Со тоа што дополнително овдека се спомна и потенцијална нова валута на БРИКС, која што се нарекува УНИТ.
Значи овој юнит практично ќе биде 40% покриен во злато и нормално секој од овие централни банки ќе може да практично направи issuance, односно да произведе нови вакви юнити или пак валути, кои што треба да бидат 40% покриени во злато, а останатите 60% во кошница од меѓусебните валути кои што моментално ги имаме на ниво на БРИКС. Овдека можеме да видиме изолираниот Путин како позира со новата практично испринтана валута. Нормално ова е мокап, значи ова е само пример како би изгледала оваа валута. А дополнително овдека да не заборавиме дека и новата развојна банка, која што е паралелна институција на IMF, односно Интернационален монетарен фонд и Светската банка, е целосно поддржана од сите членки на БРИКС, односно членките на БРИКС одлучија дека ќе продолжат да ја финансираат оваа банка за да може да работи на финансирање на сите земји во светот кои што имаат потреба од тоа, но во локална валута и без оние предиспозиции кои што постојано се бараат од страна на IMF и Светската банка. Значи дека на крајот на целото ова случување, односно на самиот самит во Казан, Русија, ова е практично новата ситуација која што ја имаме со старите и новите членки на БРИКС, каде што се уште Саудиска Арабија не го потврди своето членство, со тоа што имаме 30% од вкупната територија на светот, 45% од вкупната популација на светот, 45% од производството на нафта во светот и 25% од вкупната трговија во светот. Со тоа што да не заборавиме, имавме и огромно проширување од 13 нови нации кои што стануваат партнер членки на БРИКС и понатаму како такви имаат нормално шанса да го надградат ова партнерство во целокупно членство во самата заедница БРИКС. Со тоа што не заборавате овдека и Турција, која што во исто време е НАТО членка, да не го забораваме тој дел, но очигледно гледаме дека се поголем дел од земјите во светот се или дел од БРИКС, или партнери на БРИКС, или асоциација имаат за проширување кон БРИКС. Со тоа што можеме да видиме овдека од оваа мапа која што произлезе после самитот во 2024 година во Казан, Русија, дека само интернационалната заедница не е дел од БРИКС. Или поточно кога вашите медиуми ви известуваат дека интернационалната заедница превзела нешто, вака изгледа картата на таа интернационална заедница и нормално да не заборавиме дека еве како изгледа изолирана Русија. Putin is now isolated from the world more than ever. Russia has never been so isolated. We have never been more united. We have demonstrated that Russia is isolated and alone. Russia is globally isolated. It shows the degree to which Mr. Putin and Russia are increasingly isolated. President Putin has never been more isolated. Isolated and Од ваква изолација друштво, јас мислам дека глава не боли, така да можеме да видиме јасно како изгледа изолацијата на Русија, а ова е неофицијалниот постер откако заврши самиот самит, за тоа што се беше постигнато и како заврши успешно самиот самит во Русија. И за крај, само уште едно интересно прашање, а за кој кловн вие навивате во муриканската трка за претседателски избори? За орангутанот или за камилата? Поздрав од Црвени вести, се гледаме во следното издание и поздрав до Greenpeace и господин Смилев од Гемиџијата од Малта. Ти благодарам, Гемиџија, за твоето излагање. Ти само продолжи да не гостиш со вакви убави и едукативни теми. Другари и другарки, тоа беше се во Црвените вести. Ве поздравува генералот, а вие останете дебели. Ајде, љујчучек! Добро вечер Скопје, добро вечер Македонија, ве поздравувам јас Кирил Трајковски од гостинското студио на Редкаст. Сигурен сум дека генералот ги задоволи вашите апетити со неговите рубрики во Црвените вести. А сега е наред јас од тука да ве удостојам со убав муабет и уште поубав гостин. Но пред да го направам тоа, само да ве подсетам, се разбира за оние кои сакаат да го поддржат нашиот канал, тоа може да го направат на линковите под нашите видеа во дескрипција, каде што можете да донирате на различни начини и со тоа да не мотивирате да продолжиме со успешни, интересни и едукативни емисии. А сега, предлагам да погледнеме едно видео кое всушност ќе го најави мојот вечерашен соговорник, па се враќаме за кратко. Да видиме. Почитувани слушатели, 27 октомври
есен 2024 година, како беше? Го напуштаме најдобриот планинарски дом во Македонија и како беше? Последното нешто кое што се остава е шпоретот и огинот последниот запален и официјално обзнануваме дека ја готвиме, односно го правиме последниот оброк, ручек во Папрадиште. Гледате ме од глас оди во ехо, заради тоа што веќе нема што да одзвонува од зидовите, заради тоа што зидовите се празни, празен е домот, душата се испразни, енергијата одлета во други географски широчини и должини и ќе се насели некаде каде што ќе најде луѓе со соодветна сродна енергија. Ние последните мохиканци со енергијата сме тука, јас, Бобо Димовски, кој можеше да претпостави дека последниот видеоклип ќе се сними токму во октомври 2024 година, и после се победува безумието. И ова се последните ствари кои што денеска ќе ги однесеме од овој дом. Као што гледате, пустило и празнина оставаме, во она што некогаш ги носеше најубавите човечки енергии. Им посакуваме среќа на другите после нас да создадат топол дом и висок енергетски дом на тие после нас. Ако воопшто има такви мотивирани и страстни кои што со страст ке одат. А ние овде, како беше во оној филм Кум 2, 1, 3 и така натаму, небитно кој дел беше, има еден чистац кој што доаѓа после се и сите и кој што го расчистува хаосот кој што го остава мафијата. Ова ние ќе го расчистиме во текот на денешниот ден и ќе го ставиме домот во состојбата, не можем да кажем во првобитната состојба, во првобитна состојба немаше ни зид, немаше ни кров, немаше ни прозор, немаше ни бутор. Го ставаме во состојба празна, соодветна, така што свечено нашиот клуч ќе биде доделен преку полномошникот на општина Чашка до општина Чашкар. Тоа е, одиме да уживаме во последниот оброк и од нас толку. За последен вака, за последен пат. Еден широк кадар од она што моментално остана од работите, бидејќи во секоја оваа работа овде е всадено огромно количество на љубов. И во овие цвекиња вештачки, и во овие висечки, и во санката. И се разбира во казанчето. И во овие слики кои што ни ги оставија сликари кои што тука твореле во сликарската колонија. И се разбира ова антологиска слика на најголемиот след, кога луѓето вложуваа во планината, кога политичките држани авторитети вложуваа во планината и кога планината им беше приоритет за развојот на општество. Сликата од планинарски дом Чепрес во 53 година, каде што гледате сами илјадници, шатори на планинарскиот след во бивша Југославија. Тоа е, за разлика од тоа време, во 53 година, во 2024 година домовите се затвараат, се уништуваат и се претвораат во... Па се надем во било каков друг објект. Се надем дека ова приказна нема да заврши и дека кровот нема да падне и дека цевките нема да испукаат и дека има кој да испушти водата и има кој да го запали светлото. Како и да е, тоа е тоа. Од нас толку до следното видување. Еве не повторно во студиото на Редкаст, драги гледачи, после вакво искрено и емотивно видео на кое видовме на тажна судбина на се она што вреди и некој искрено се залагал и верувал во таков проект, на крајот да заврши со клуч на врата. Добро вечер, верувам токму за креаторот на видеото и главниот борец, активист, екологист и ајде ќе кажам таткото на планинарскиот дом во Папрадиште, неговата екселенција, неговата маленкост, другарот Игор Смилев.
Браво, супер. Подобро да станеме овде да го завршиме разговорот, заради тоа што ништо нема поубаво и подобро да се каже од овој почеток. Се што ќе се каже од сега натаму, веројатно нема биде толку убаво и позитивно како овој вовед ваш. Ти благодарам, Игор. Пред се, уште еднаш фала ти што не удостои со твоето присуство. Имаме доста актуелни теми за зборување, но јас велам да почнеме од почеток. Ти си човек кој е влюбеник во природата, планините, ајде ќе кажам алпинизмот, поправиме ако грешам, екологијата. Сега ме интересира дали уште како дете ти беше таков или со текот на годините ја засака природата, планините и сите тие работи што ги правиш денес? Мојот татко беше планинар, влюбеник во планината и понекогаш та скриена генетика во вас се буди оној пейсмейкер во трката, еден ка поведе трката, а потоа ти по навика трчаш по него да го стигнеш. Всушност така започи приказната, веројатно не сакајќи, не намерно, влегов фамилиарно во тој свет на планината и сосема случајно во 2007 или 2008 година, одејќи на еден одмор во Грција, сосема случајно ме натера да се качам на највисоката планина во Грција, втора на Балканот, тоа е Олимп, и од тогаш натаму ништо не беше исто повеќе во мојот живот, така што планината вие како да лежите во заразно оделение, значи сте заразени заедно со оние другите во оделението, делите иста судбина, боледувате од различни болести, така што заразата несомнено ја ширите околу вас. И тоа беше единственото нешто кое што во планината го научив, дека како што ме зарази планината, така јас заразата ја ширев кон други. Игор, кажи ми, дали загадениот Велес, ќе го наречам така, зашто знаеме дека Велес важеше, сега не знам како е моменталната ситуација, меѓутоа порано важеше за еден од најзагадените, ако не и најзагадениот град во Македонија, те натера да станеш тоа што си денес? Да, секако Велес беше прогласен од Светската здравствена организација за критично место за живот во 1999 година и човекот што доаѓа од таков град нема многу алтернативи, нема многу животни алтернативи, живееме во деструктивно општество каде што немаме алтернативни начини за животот, туку се сведува на индивидуалниот избор како ќе го продолжи се животот и во еден таков безизлез одлучив дарен, совршениот дарен кој што ќе дренира сета токсикологија абсорбирана и во општеството, и во мојот град, токму преку планината. Планината е совршениот дарен и всушност ако не вложи во собственото здраве и живот, биди сигурен дека ниту најсовршениот систем не ќе може да го направи тоа кое што ти ќе можеш за себе си да го направиш. И од тој момент, некаде од 90-тите години беа пресудни за да сето тоа акумулирано загадување и кондензирано загадување во мене и во нас се рефлектира за тоа да се обидеме да одиме во планина и на тој начин барем да успееме минимално да се рехабилитираме од бруталноста на системот кој што не осуди, не нативка агонија на умирање. Да се надишете воздух, што се вели. Апсолутно, да. Нели не учеа воздухот е без боја, без мирис и без вкус. Седо тоа што не учеа, Велес беше обратното. Обратното. Сега малце, ајде поинтимно прашање ќе те прашам, да немаше случајно некој пријател, некој другар или не знам, некоја случка, пошто знаеме дека таму и се раѓаа некои дечиња со деформитети заради оловото што се дишаш или умираа луѓе заболени од канцер. Да не те потикна нешто емотивно да речеме, ете да бидеш поборник или тоа некако така си го свати ти на општо ниво? Татко ми почина од карцином 89 година, сестра ми почина 2005 од карцином. Нескршливоста на духот мој и изворот на целокупната сила за борба низ општеството, за живот во здраве, чиста животна средина, токму се дефинира од основната клетка семејството и од тука почна се. Всушност, успешен си тогаш кога твојот живот ќе биде предмет на екранизација и еве конечно во 2024 година
најпознатата документарна телевизија во Европа, ТВ Арте, германско-француска документарна телевизија, го сними мојот живот, го екранизираше мојот живот и сними документарец кој што доживеа светска премиера во Германија, Франција, веќе е во Грузија, Турција и во многу европски земји, и кај германците нема фейк, нема лажно продавање, нема параван. Квалитетот на филмот на тој документарец за Велес и за мојата животна приказна трае 25 минути. Сите факти во него се барем 3 пати проверени. Така што е најрелевантен од сите документарци снимени воопшто за Велес или за Македонија. И всушност од една генеза на човек разочаран од животот, чие што цела фамилија му се распаднала, дојдовме до ситуација да целокупната борба која што започна од раната фаза моја еколошка борба, зборувам, на крај да доживее собствена екранизација. И на крајот, што би посакал човек, па дури и на ваков начин да биде предмет на екранизација на неговиот живот. Значи сепак си имал некоја фамилиарна трагедија која што била иницијална каписла за ти да почнеш да работиш и да стигнеш таму каде што си денес. Апсолутно го кажи, ајде за гледачиве, каде може да го видат филмот? Или не е во јавност пуштен? Пошто оди по фестивали. За жал во Македонија ТВ Арте нема таков концепт на работа да оди премиерно во Македонија. Тој имаше премиера во Германија, го имам јас линкот, така што можем дополнително и да го пуштам. Јас го објавив кај мене на Фејсбукот, го објави и беа објавени од страна на неколкумина исто наши активисти, така што па и повеќе портали го објавија, чинам дека доживеа каква таква, би рекол, медиумска промоција. Според мене не доволна, но сепак имаше каква таква промоција, меѓутоа неофицијална. Океј, ние со нашава редакција и нашава екипа ќе направиме напори, ако сакаш, да го постираме на Redcast на нашата главна страна на Facebook, линкот, ако ни дозволиш да го направиме тоа, па гледачите да можат да го погледнат филмот и да ја видат таа екранизација всушност кој е Игор Смилев. Точно. И мислам дека подобар одговор на воведот твој и токму со овој линк. Да, апсолутно. Игор, што си ти по струка? Образование? Струка сум текстилен работник, моментално професионалното мојот кој што го вадам парчето лепе текстилен работник, како беше, пеколно е да бидеш работник во работничка држава во која што се почитува се освен работничките права, така што ја делам судбината на повеќето работници во овој работнички пекол наречен Македонија. По струка сум биотехничар и планинар, имам повеќе хобија, меѓутоа овие 3 ме детерминира низ годините наназад како човек по кој што нели го ме препознава или бев препознаван. Едно време бев дури колега твој, работев прво како водител, потоа како новинар во информативна редакција, па прочитав низ неколку радио Велес. Всушност ме следи низ тие сите мои работни обврски, една, како да кажам, чудна карма, каде влезам, се затвора фирмата после известно време, така да радио Велес работев се затвори, така што... Немој Redcast да се затвори. Информативната редакција во едно приватно Велеско радио се затвори. Напи се вода, те молам, напи се вода, вака. Така што искрено се надевам дека нема да следи судбината. Како беше во еден мој обид да кога бев кандидиран нели за пратење, рекол немој да влезам собранието ќе се затвори. А може и треба. А може би треба да се затвори, да се ресетира. Така што eti таа епизода од животот ми е една инспиративна и информативна редакција и музички новинар, така што свириш гитара? Планинар мора да свири гитара. Научив неколку акорди, така што само бев во гитарата, морам да кажам дека сум аматер. Фамилиарен човек си? Не сум фамилиарен, сум срекно неженет, пошто нели има и срекно неженети, така што јас сум еден од онаа категорија во срекно неженети. Таа е многу актуелна категорија последниве години. Веројатно да, така што
како беше, ако си активист цел живот, веројатно цената што треба да ја платиш, или се тешам со тоа, не знам како да кажам, како се сеќавам едно време во мојот брутален врв на активизмот против топилници, обидот да се рестартира топилницата, нема време за приватен живот, па како беше, девојките низ мој живот оде, а ти си венчан за топилницата, па продолжи да живееш во несреќен брак со неа, и така имав такви епизоди во животот, и веројатно добро, жените се уште во тоа време, девојките, жените, веројатно го перцепира поинаку активизмот отколку што се перцепира сега. Добро, знаејќи дека одиш по планини, предпоставувам дека си имал доста авантури. Секако. На тие врвовите, нели, по шатори се спие таму, се свират гитари, се пали логорски оган, извидници, учите како да врзите јамка, па такви работи сам. Гордиевиот јазол, нели, денеска треба да знаеш да го... И женското клопче да го одмоташ. И ако тоа го научиш, го учиш во планина, тогаш и си подготвен да водиш и држава, нели, како што вели. Еден, ако научиш да го пресечиш или да го одврзеш Гордиевиот јазол, да. И морам да кажам дека Македонија на она што треба да се горди од малките работи што ни се предмет на гордост во нашата напатена држава е што слободумното јадро, оној на кој што само ветерот и небото му е граница, е пленарската фела, и мислам дека веројатно едни од најслободумните, моментално или најпрогресивните, можем да кажем, мада секој има различно мнение за прогрес, што значи прогрес, ама дефинитивно најслободумните се пленарската фела, кој што можем да кажем дека е доста моќна, доста влијателна во нашата држава, доколку сака може да предизвика радикални промени. Ама веќе тука доаѓаме до тој карактер, дали навистина сака и колку сака. Игор, кога сме кај планиниве, колку врвови имаш искачано и кој ти е омилен, да речеме? Знам дека има Македонија е планинска земја, нели? И самото име Македонија на некој таму транскрит, како се каже тоа санскрит, означува планинска земја. Македонија во светот е на 5-то место по планинска територија, зафаќа 85,3%, пред нас од балканските земји само Црна Гора. И кој ти омилен врв? Во омилен врв се знае, јас сум емотивно врзан за најубавиот врв во Македонија, тоа е Солунска глава, Јакупица, нашиот матичен врв, и во последно време неоправдано се занемарува соседната нејзина сестра Даутица, која што е многу пониска, ама има поубав и пораскошен поглед, така што е едната љубомори на другата на височината, а другата љубомори на погледот. Такви се Дутица и Солунска глава, фактички тие се двата највисоки врвови на планинскиот масив Дутица и Јакупица. И дефинитивно, без исклучок, сакате субјективен или објективен суд, за мене и Солунска глава и Дутица, нека ми извинат колегите другари планинари, ми се најубавите врвови, заради тоа што тука сум растен. И тука прв пат ме примија со сиот нивен сјај и раскош и нормална суровост. Јас сум слушал дека многу ја фалат, сега не знам многу географија, онаа што е Карши во Охрид планината. Галичица Карши, незе има една каде што е од страната на Струга, Јабланица, како се каже? Да, Јабланица. И горе има некое село Горна Бистрица, Горна Белица. Белица, извини, Точно, Белица, Горна каде што се гледа целото исто Охридско езеро, има некои вештачки езера или природни. Таа планина викаа дека е една од најдобри. Јабланица, да, од планинските масиви, Јабланица дефинитивно заслужува да биде ставена на картата на национални паркови, и се додека било какво влијание имам во пленарската фела или во јавниот живот, ќе се заложам Јабланица да биде следниот масив кој што ќе стане заштитен во форма на национален парк. Значи не е залудно кажано тоа. Апсолутно не. Кожув е тука исто една преубава планина, Беласица на исток, значи прекрасно. Нашите планини се многу различни. Нема планина во Македонија што не е убава, само треба да се... Ако ги споредуваме балканските планини со нашите, не случајно се рекле, значи нема планина кој што не сум прошетал на Балканот, па и на 2 континенти, 3 континенти сум посетил врвови, сите се сурови, карпести. И така натаму нашите се убедливо најраскошни. И во поглед на пасишта, да, апсолутно, значи неверојатно. Има ли мечки, такви работи? Ајде кога сме веќе кај тоа, еве сам да те прашам, некоја интересна случка да раскажеш за нашите гледачи, дали си имал контакт, да речеме, со некој рис, или со некоја мечка, или со волк,
Или не знам, некој пат, па спасувачка мисија, сте имали ли таков момент? Има, секако. Знам дека планината си ги зима жртвите. Си ги зима жртвите за тие што не ја почитуваат. Што не ја почитуваат, секој недисциплина однапред е осудена на потенцијална опасност. Имало интересни случаи, да речеме неколку пати лисица, дива свиња, срна и елен ми има претрчано точно на патека на движење и тој мокен животен адреналин за кој што копнеме и одиме во планини. Сега луѓето ме прашуваат нели се плашиш од животни? Не, се плашам да преминам на пешачки во Скопје. Се плашам да преминам на семафори на зелено во Скопје. Се плашам од луѓе секаде кај што има. Најбезбедни сте во планина и тоа го гарантирам апсолутно со сето животно планинарско искуство, заради тоа што се бега од човекот, вклучително и мечка, значи мечката ќе ве сети на километар и пол и верувајте ми дефинитивно дека не треба да бегаш. Апсолутно. Именно златно правило со мечка, тоа ме учеле, ако случајно имаш ненајдена средба со мечка, генерално немаш многу опции, не можеш да бегаш затоа што мечката трча со 55 км на час. Единствено нешто кое што можеш да направиш е да се надеваш на две работи. Да не е гонета од ловци и да куртолиш. И второто е да манифестираш гласно викање, кревање високо раце, и на тој начин да предизвикаш таков како бука некоја нешто да се што е можно повеќе. Тоа на дрво качување никако. Па не, генерално мечките и се качуваат на дрва и во суштина ако се обидеш да бегаш од мечки ќе те стигне. Сега има популарни нели пепер спреови, па као наводно оние спреови популарни против манијаци или манијачки, не е битно сега да не генерализира мажи жени. Тоа да легнеш нешто да се преправаш? Не, генерално не. Така што факторот на изненадување те парализира и во суштина луѓе кои што имале блиска средба со мечка планинари вика во животот толку парализиран моментално, ама во исто време и со толку мокен адреналин во себе е чувство кое што никогаш никаде го немам доживеано. И тие се моментите во планина кои што навистина те тераат, бидејќи ние сме гости, и кога ќе влезеш во гости кај некој, ти мораш да го почитуваш кутниот ред и законите на природата. И секое нарушување на тој баланс може да предизвика несакани последици. И ви тврдам и гарантирам дека по-безбедно место во планина нема. Значи, минување на зелено во Скопје е поризично, минување на пешачки во Скопје во било кој град е 10 пати, 100 пати, неброено пати поризично, отколку престој во планина. Престој во планина, апсолутно. Игор, ајде малку за пожарите сакам да те прашам. Знаеме дека секоја година ни се случуваат катастрофални пожари, не знам зашто е тоа така. Еве ти како експерт, што мислиш, кој е највиновен за тие пожари? И дали ние имаме реално некакви шанси да се справиме на некаков начин, знаејќи дека вие ништо не прават, ќе пуштат хеликоптери, не знам ова, ама ќе изгори планина. Еве сега сме сведоци дека изгореа колку планини? Милион. Изгоре 10% од територијата на Македонија, ева нака најпластично кажано. Кој е крив? Според тебе, дали е човечки фактор, дали намерно палат? Ајде да ја разрешиме мистеријата. Сигурно и ти си начекал некој, знаејќи дека хараш по планиниве. Си имал ли таква средба со некој, вика дека тие што ги сечат дрвата, намерно ги палат, за после да си ги соберат, тие као па можеле да се користат. Некој па вика ги палат тие нискостеблести шуми заради печурки, има и таков муабет. Ајде од тебе да чуеме. Се држи, се е вистина. Еден факт има дека нема случаен пожар. Деве да не кажам 100%, ја дури би одел дека 100% од пожарите се сите подметнати, без исклучок. Знаете, кај нас средна професија, средно име на професијата е патологија, значи сериозни непрегледани луѓе шетаат низ македонските шуми, низ државата и сите тие предизвикуваат сериозна опасност. Видете, јас безпомошноста мене му убива. Јас сум гасел и сум плачел во исто време. Тоа беше сега последните пожари во јули 2024 година во нашиот район во Дутица, каде што се наоѓа планинарскиот наш дом Папрадиште, се пријави волонтерски.
ништо така не ме убива колку безпомощноста, кога гледната стихија за делот од секундата проголта се, ти има само една лопата, еден ашов или било каква метла за гасење. Тоа ми е смешно мене со лопати, што прават, го тепаат огинот. Се обидуваш да го ставиш под контрола, значи тој дел од појасот да не дозволиш ширење во појас кај што има поквалитетна шума, така што оставаш курбан свесно еден дел да отиде, само за да го заштитиш овој дел. Тоа е суштината на гаснењето со метла или ашов, да заштитиш еден определен дел. И сега доаѓаме до суштината. 10% како беше, ако сакаш да уништиш државата, Запали, точно. Запали ги шумите и уништи го образованието. Ти се два факти кои што државата ја буткаат буквално на колена, како што нас буквално сме на колена, безпомошно обидувајќи се да ги изгасиме огнените стихи. Видите, ние дојдовме во ситуација да гледаме метеоролошка прогноза како единствена сигурна мерка која што ќе ги изгасеше и ставеше пожарите под контрола. Значи државата да заврне дожд. Да заврне дожд. Зашто државава нема инструмент за такво нешто? Зашто не појачаат во опрема, во тие канадери, како ли ги викаат, а имаат пари реално? Државата ни е длабоко корумпирана. После фармацевската мафија и најмоćне шумската мафија, буквално се испреплетени како црева од овие горе, па буквално до шумските техничари, оние кои што ги пополнуваат пристапниците, односно оние би рекол почетни папирологии кои што ги ставаат на кубикажа, и сето тоа функционира од доле према горе. И во суштина, ние се најдовме во една абсурдна ситуација, огредното дрво нас да не биде околу 5000 денари метар кубен квадратен, а при тоа во екстремно големи количини се извезуваат во соседна Грција и така натаму. Сериозно, се извезуваат? Да, се извезуваат, значи... Па ете го бизнисот. А истата таа Грција си ги заштитува своите шуми и пресметала дека ние ќе купуваме шуми од Македонија и ќе не биде далеко поисплатливо без оглед по колку цена кубик не продават, отколку да ги сечеме сопствените шуми што малку ги имаме. Слично и со Бугарија, значи нашиот излазок од Бугарија кон Грција се сведува токму на таа математика, алчноста наша и нашата болест кон профитот и кон заработката натера ние безскрупулозно, организирано, не знае што е полошо, државната мафија која што организирано ги сече шумите, или овие дивократци кои што на диво ги сечат шумите. Мислам дека е подеднакво штетата и од едните и од другите. И кога ќе видиш ти огромни шумски комплекси кои што плански се сечат со илјадници тони, што значи дека од таа исечена шумска маса само мал дел завршуваат во шумските складови во Македонија. Најголемиот дел од нив се извезува, односно се продава на трети земји. И дебел профит и се е поврзано со парите и со профитот. Ние живееме во еден брутален капитализам, во еден концерн на две партии кои што го даваат најлошото од капитализмот кој што и се случи на оваа држава. И тоа се рефлектираше на целокупната ситуација со шумскиот фонд, а пожарите беа само дополнителната метастаза која што го продлабочи оваа рак рана предизвикана од наназад овие 30 години безскрупулозен однос кон шумите. Тоа е се поврзано, друже, така што тука нема измислено топла вода, се знае дека сите пожари се намерно подметнати, точно дека дел од нив си го чуваат просторот за да берат печурки, дел од нив потоа од изгорената маса ја купуваат за поевтино, таа дрвна маса и потоа од неја прават пелети кои што ги продаваат 5 пати, 6 пати поскапо. И во суштина,
Основата на се е профитот и бизнисот. Значи се дава на најсиромашниот член да подметне пожар и потоа ние немаме осудено лице. Пироман. Дури тие пиромани кои што ги фатиле на лице место се условно осудени. Бидејќи законската регулатива така е, судовите и обвинителството ги гонат пироманите по други членови, а не по оние по кои што казната затвор треба да биде од 5 до 8 години. Значи, и не случајно тука доаѓаме до судството е процентот на доверба 0,001%. И сето тоа се рефлектира. Пироманите нормално се стимулираат за организирано и подплатено да палат шуми. Ајде да се вратиме сега малку у Велес. Доста ги зборевме шумиве. Нема крај со тебе, многу добар соговорник си, навистина тече муабетот. Сакам да ми кажеш за Велешката топилница. Сега навистина не знам што си правил и како си правил, сакам гледачите да чујат како тргна целата таа иницијатива за покрај тебе се затвори топилницата што спаси, сигурен сум, илјадници животи во Велес. Историјата веројатно е најдобриот лакмус индикатор за сета жртва волонтерска и активистичка на наназад 15-20 години, или си активист или не си. Или те допира црнилото на градот и на државата, или не те допира. И нема тука компромис. Оние кои што одлучиле да живеат на линија на помал отпор, веројатно уживаат во благодетите на конформизмот. Да бидеш активист е да живееш во 7-миот и 8-миот круг на пеколот, и така натаму топилница беше 9-тиот круг на пеколот, на Данте, точно, би рекол последната спирала, и сега доаѓаме како станав јас активист. Гледајќи вака, седејќи удобно јас завален во мојот дом, се сеќам тоа беше 2000-та година или 2001-та година, гледајќи на контактна емисија на локална телевизија тогаш, на сега непостоечка. Дека ти ја гледаш и затоа не постои. Веројатно. Емисијата сикаше граѓаните се жалат. И во екот на најголемото загадување на топилницата, кога ние органолептички го чувствувавме здивот на загадувањето, значи го мирисавме, го чувствувавме, се јавува еден загрижен граѓанин и вели, односно беше господја, мислам, и вели, ние што да правиме, плачеше жената и вели, јас не можам дете да имам и така натаму, констатирано ми е дека најверојатно пресуден фактор е загадувањето, и жената во една траорна состојба го искажува тоа, и веднаш после неа се јавува еден вработен во топилницата, арогантно, дрско и безобразно. А ние што ќе живееме? И вели, не, напротив, дури тоа беше многу легитимно да го каже. Само настапи со реченицата која што мене ми го промени животот, за да излезам од комфортната зона во активистичката пеколна зона. Кажа, еве, да им порачам на овие кои што нема деца да дојдат ние топилничари да им направиме деца. Што збориш? И во тој момент, тој момент кога се прекршува во секој човек она малку нешто што го имаш. Емпатија. Барем малку. Емпатија или гнев или презир кон ароганцијата, само бендисаност. Тие луѓе тога зима високи плати од 50.000 денари, што и до ден денеска се несватливи за најголемиот дел од работничката фела таа плата. Во тоа време, во 2001 година, зимаш 50.000 денари е она ароганција и безобразие, на кое што мислам дека може да се мери само со ароганцијата и безобразието на политичкиот естаблишмент кој што не владее 30 години и ни ги узурпира и ни ги контролира нашите респирации и животи. И всушност гледате како еден кој што има многу пари и многу моќ во тоа време може да влие врши, да се игра со судбините. Ова ви е пластичен пример и најспоредливо параметар за тоа од 90 до 2024 година на партиско-политички план што се случило на Македонија и што му се случи на Велес. И откаде иницијалната каписла да станам јас активист. И тоа беше моментот кога јас во 2000-2001 година престанав да молчам, бидејќи во тој момент сметав дека молчењето ќе биде предаст. Како изгледа тоа? Ајде да ни објасниш. Стануваш од комфортната зона, зимаш секирата и идеш пред топилницата. Вака седевме, тројца гледавме и рековме на дрскоста дрско, на безобразието безобразно, на ароганцијата арогантно.
И почнавме на тој начин против тогашниот гарнитура на Топилницата. Основавме здружението, тоа беше иницијална каписла и сега тогаш бевме герилска организација Green Power, се подпишувавме и почнавме со герилски акции да го свртиме вниманието и почнавме со фарбање на стативите од градскиот фудбалски стадион во Велес, кој што беше во собственост на Велешката топилница, ги офарбаме стативите од бело во зелено. Да, тогаш Борец се надпреваруваше во прва лига. Пред почетокот на фудбалскиот надпревар, вечерта, ние ги офарбавме од бело во зелено, дел од активистите. Мораше да се одложи надпреварот да се бара бела боја и со тоа ја пративме пораката на еден графит, каде што напишавме МХК Топилница Велес 1:1. Еден беше првиот погодок и гол кој што ние тогаш го постигнавме во нашата борба како мали и немојкни против големите, богатите, дрските, безобразните, арогантните. И со тој графит почна нашата борба герилска 1:1, го напишавме на градскиот фудбалски стадион Топилница Велес 1:1. Апропо еден друг графит кој што беше Топилница Велес 1:0, дека досега секогаш Топилница победуеше во борбата против Велес, ова беше првиот постигнат гол, символично на градскиот фудбалски стадион кој што беше финансиран тогашниот фудбалски клуб од страна на Топилницата. Топилницата. И тогаш почна нашата борба, се до моментот додека не бевме приведени од страна на СВР Велес, после една година активизам во СВР Велес, се сеќавам на тој момент како вчера од дома ме собра, некој напишал на некои од корумпираните новинари кои што известува едностранно само за Топилница дека Велес е прекрасен град, убаво е, дека ние само сме хипохондрици и некој напишал на неговата врата се продаваш. И некој ги офарбал автобусите на Топилница МХК убийци и одеднаш се вознемири фелата, се вознемирија богатите, излегоа од удобните столчиња и рекоа дај да фатете генерални мајковците и некако ми тропна наврата и ме посочи, ја не знам ни зашо одиш, да, и така натаму. Мене уште еден колега не приведува на разговор информативен и така натаму и така натаму. И тоа беше првиот еколошки деликт во кој што било кој во Македонија било кога бил повикан информативен разговор за така наречен еколошки деликт. Тогашниот градоначалник Аце Коцевски излезе на тогашната најгледана телевизија Ајден и рече во Велес се појавија еколошки терористи, еколошкиот тероризам е во неговиот зачеток. И сакам приказната дека од еколошки терористи потоа на крај во 2011 година, после 10 години макотрпна работа борба против Топилницата, добив највисоко општинско признание за активист на годината. Се сврти клопчето, а? И точно од еколошки тероризам, како станав најголем еколошки активист за промоција на Велес и здравата чиста животна средина. Сакам да кажам дека активистичкиот живот не е сега и тука, не е бенефиција, не е да бараш, туку само ти зема. И затоа е волонтерскиот дух најнескршливото нешто во ова општество, кое што сега богатите и они од позиција на моќ се обидуваат да го урнисаат сето она што е волонтерски, заради тоа што нема посилен и помоќен од волонтерскиот дух. Еден волонтер вреди колку 100 партиски ботови или ставорци вработени низ јавни државни институции. Силата на еден волонтер е еквивалентна на 100 обезличени партиски политички ботови вработени низ државни институции. И затоа целта на овие сега кои што владеат и оние претходно што владеели, но не сите наназад за 30 години да го уништат најмоќното ткиво, тоа е волонтеризмот. Игор, ти си херој на Велес. Треба споменик да ти направат сериозно вака. Ти се дешава сигурно по улица кога се шеташ да те гушкаат баби, тетки, мајки што се породиле, затоа што тоа сепак нели се одразува и на семејните вредности. До толку еманација на емоции можеби не сум доживеал, но
реално луѓето го препознава, сега зборуваме за период од 2005 до 2012 година, ама до ден денска луѓето памтат или брзо забораваат? Памтат за мојот еколошки активизам или за нашиот еколошки активизам, затоа што не бевме сами. Бевме цела една групација од така наречена Зелена коалиција и го победивме и тогаш и условно речено го победивме најмотното владење на ДПМН кога беше суверен тогашниот премиер Груевски и кога ретко кој можеше да се спротистави со било каква реакција и акција, тога се појави најмасовниот протест во историјата на Македонија, еколошки протест кој што остана во аналите на историјата и веројатно ово општество се уште не е созреано за да ги вреднува. Овие нас ни треба сепак историска дистанца за такви големи монументални активности. Во 2011 година се сеќавам символично организиравме протест на 9 ноември, денот на ослободувањето на Велес од фашизмот, символично тогаш одлучиме дека Велес ќе го ослободиме и од спрегите на загадувањето и на тешките метали, наспроти тешки токови на фашизмот, и во една таква символика го организиравме на 9 ноември најмасовниот еколошки протест и можеби нема да ти се верува, но ова е факт, дури и на оние кои што броеја факт, дека излегува неверојатно 21.000 луѓе или излезе секој втор велешенец. Вау, тоа е импозантна бројка. И имаше на анегдота од страна на полицаец. Па пола Велес излегол, ако е 20.000. Буквално секој втор кој што беше на нога излезе. Тоа беше околу 2,5 километарска колона, која што протестираше до челото беше пред портите на Топилница, опашката беше 2,5 километри назад. Тоа беше антологиска епска сцена која што во тоа време беше непоимлива за Македонија и до ден денеска и мислам дека во следните децени такво нешто ќе биде непоимливо. Да. Дека зборува само на анегдота, всушност не е анегдота, туку вистина. Кога го прашале полицаец колку народ има, вика, не знам, броев до 20.000 и веќе престанам да бројам. Да, броел сигурно до 20.000. Не може да броите целта, така шо, до 20.000. Така што, значи, имаше една таква анегдота, демек не е метар квадратен толку и толку луѓе и имаше на таква анегдота. Браво, Игор, секоја чест, јас ти се поклонувам. Ти се поклонувам за вакво нешто и мислам дека требало и вака на раце да те фрлаат. Дури се моќниот Грујо во тоа време мораше да каже народот. Стоп. И после тоа се затвори Топилницата. Да скратиме. Да скратиме моќите и силите во народот. И точно. Колку побрзо и го сватиме тоа дека моќите и силите во народот и во постојаниот континуиран притисок и во возвишената цел, толку побрзо ќе ги обезличиме нечестните и овие кои што лоповите, бе, кажи си лоповите, шо? Да. Тоа е тоа. Маце со сленг. Апсолутно. Уличен јазик. Ајде сега за главната тема за која што те повикав. За главната тема. Малце се оддалечивме, ама и сега се враќаме за планинарскиот дом па Прадиште. Ти си доста актуелен овој период, постираш и на Facebook различни видеа. Ете тоа видео што го видовме на почетокот. Значи вака ајде за јавноста, планинарскиот дом во Прадиште е настанат со аплицирање на конкурс за невладини организации под мотото развој на општините преку културата. Так. Тоа било распишано од страна на Светска банка. Точно. И Министерство за култура или така не? Така беше, и Министерство за култура. Ајде малце повеќе за тоа. Они распишуваат конкурс, вие аплицирате со Green Power, невладина организација и добивате средства. И добиваме средства. Тогаш беа во висина $40,000 во тоа време 2003-2004 година. И ние аплициравме заедно со уште стотици други граѓански организации широм Македонија на истиот тој проект. Се што бараше Светска банка во тоа време беше да има само држливост на проектот. Парите да бидат исклучиво наменски искористени за намената за која што се даваат. Ние аплициравме глупави, наивни, храбри и така натаму, без искуство и рековме ајде ќе влеземе во приказната. Она кој што беше ограничувачки фактор што на Сдруженијата на граѓани мораше да платат
собствени средства ДДВ, 18% на ДДВ. Од сумата што добива. Од сумата што добива. Па се враќа некој. Што беше непоимливо, бидејќи непрофитни организации не подлежат на ДДВ, но така беше. Земи или оставите. Брутови ги дале. И не ако нето. Точно. И ако ти размислуваш, чекай, јас дали имам пари, не немам пари, јас не бев ни во работен однос и така натаму, ниту било кој во тоа време кој што бевме во Green Power, рекоме, добро, ајде, ќе одиме, ајде, за ДДВ ќе се плати некако, возвишената цел е ние да создадеме нешто по кој што ќе не памтат. Одлучивме едно, како да ти го Како ви опишам. текна баш за домот, ете таму. Господ плукнал и рекол с Богом. Објектот и местото во кој што дојдовме, тогашното непознато село Папрадиште, кој што беше заборавено дури и од нивните жители, сосема случајно на пат кон планинарскиот дом Чепрес, минеше токму низ тоа село. Вие постојано таа слика те следи, на крај гениалното како и цртаниот филм Балтазар од еден крај до друг, ходиш и на крај ти текнува. Сијаличка. Еве го, сијаличката тоа е. Ке правиме планинарски дом Папрадиште и така почна се. Аплициравме, само држливоста ја објаснивме на начин што ние ке продуцираме само одржливост на објектот, преку тоа што за символична цена, јавното добро, ке го изнајмуваме на заинтересирани планинари. Ке развиваме планинарски туризам, ке го развиваме селото, кое што во иднина и перспектива од едно забаталено село кое што не го знае локалните жители, ке стане најпознато село или во топ 10 најпознати села, бидејќи Папрадиште е да ги подсетиме гледачите, тоа е селото на Димитрија Чуповски. Тоа е селото на Андреа Дамјанов, тоа е селото на Димитри Андонов Папрадишки, учителот на Никола Мартиновски, кој што основоположник на модерното сликарство. Точно. Значи, тоа е изворот на културата на Македонија, кој што беше забаталена од сите и таму Господ плукнал и рекол с Богом. Ние кога дојдовме во црквата Свети Петар и Павле во Папрадиште, начекаме куп фрлени икони во еден ќош изгазени и така натаму, па моравме да пријавуваме во националниот музеј. Има ли жители во село? Моментално нема жители по лична карта, но е село кое што во последните 15 години од планинарскиот дом, како почнеме со работа, ненормално многу се разви. Ненормално многу се разви. Донеле луѓе, гости, па да прошетаат, да видат, нормално е тоа. И точно, откако со проект на Светска банка се изгради, доаѓаме до суштината. Од сите тие стотици, да не кажем над 350 проекти во Македонија, единствените кои што го белија образот на Македонија пред донатори и воопшто пред Македонија е планинарскиот дом Папрадиште и оградата на манастирот Свети Димитрија. Тие се единствените две работи од пред 20 години кои што се уште ги гледаме со видливо око и кои што продуцирале квалитет. Се друго во тоа време што беше донирано, се донира пари за мултимедијални цедења, за машини за везење, за ширење на занајти, сето тоа со пепел се потури. Аш ништо нема, се украде. Све лоповите однесоа, единствената најуспешна приказна беше планинарскиот дом Папрадиште, кој што не само што опстоја, туку успеа да го развие селото. Селскиот туризам. Папрадиште да стане дом на посетители од неверојатни 4 континенти. Браво. И се тоа за 20 години макотрпно вложување. И сега кога доаѓаме до ситуација, ние со гордост можеме да кажеме, Македонија биде горда, ова е единствената најуспешно раскажена македонска приказна било кога од 90-та година наваму до 2024 година. Треба бидат горди и Светска банка и сите кои што на било кој начин биле вклучени. Најмногу планинарите кои што доаѓа масовно и сето она кој што тогаш беше вложувано се рефлектираше со комплетен развој. И видете сега, ние не само што го плативме ДДВ-то, ние како Green Power од собствени средства изградивме канализација. Ние дојдовме во село кој што немаше канализација. Ние дојдовме во село во кој што немаше организирано сврлање на ѓубре. Ние дојдовме во село во кој што ѓубрето се гореше по дворови. Изградивме канализација, што е работа на градоначалник и на општина, со собствени средства
пред почетокот на функционирањето на домот и тоа беше наш подарок за селото. Така, Игор, извините прекинам. Сакам да појасним за гледачите, вие кога налетувате на тој напуштен објект, тоа претходно било училиште, така? Училиште, основно училиште, од прво до четврто деление. И било руинирано, значи... Беше ограбено, уништено, руинирано, се што можеше да се украде, беше украдено. Ќе ги пуштиме сликите да видат како изгледало тоа, благодарение на Игор кој што ни ги достави сликите. Ете та, и од тој пекол на сликите што гледачите го гледаат, излезе овој рај што е сега. Да. И ете тој контраст на пекол и рај. Секи ти прости општеството, освен успехот. Секи ти прости општеството, освен волонтерскиот ангажман. И секи ти прости, освен работата бесплатно и работата и вложувањето на собствен труд. Имавте ли некакви сопки? Например, кога ги добивте средствата и нели почнавте, како што каже сам, канализација? Да, бевме сочени со преварантски фирми, да лажови, скалабучки што се вика. Точно, бевме дури фирмата која што го градеше на крај ни ги украде последната транша од пари и всушност заради таа украдена транша од пари со која што требаше да бидат исплатени работниците кои што го градија, еден наш член заврши 3 дена во затвор, бидејќи во тоа време еден ден затвор чинеше некаде околу 2000 денари во тоа време. Поради тоа што ги баравме парите за работниците континуирано, упорно, нели одевме секој ден во фирмата, дајте им ги парите на работниците, парите што ги украдовте од последната транша, ни велеа дојдете среда, директорот ќе биде. И така секоја среда одевме, помине на година и една среда, дојдовме нешто погласно разговаравме, па една од господите и сметаше тишината и поради нашето гласно разговарање не пријави во полиција, заради тоа што она била навикната на тишина и така натаму и кога некој ќе наруши тишината, се наоѓа пред органите на прогонот и така човеков кој што ја наруши дилат и тишината на оние кои што безочно го крадеа работничкиот народ, беше осуден на 6000 или 8000 денари казна и бидејќи нашиот член гордо и достоинствено одби да плати за нешто за кое што не го направил, одлучи да одлежи 3 дена затвор и при една таква почетна реалност на папрадиште, сакам да кажам со каква крв, солзи, труд и пот беше почетната приказна за изградбата на папрадиште. Битката никогаш, фактички, откако започи, никош не била престаната. Значи, од фирми лажови, хоштаплери, лопови на сите страни, несериозни фирми кои што те обседнуваат и така натаму, ти ветуваат се и се што, па обиди за подкупи мене, нели ако не одберат да градиме, па ова ќе ти дадеме, она ќе ти дадеме и така натаму, да. Ние во тој момент прв пат се соочиме со гнилост и трулоста на општеството, да. И како и секаде во секоја институција и секој проект и точно. И морам да напоменам дека во тие $40,000 не беа вкалкулирани дневници. Значи, те велеа, во овие пари нема дневници, вие ќе морате да се ангажирате доброволно и волонтерски. И всушност, со тоа ни беше пресудната мотивација да влеземе во приказната, бидејќи едноставно знаевме дека се што зависи од нашиот волонтеризам ќе биде завршено. Ќе биде завршено, и да. Приказната, и тоа и се случи. И тоа и се случи. Ајде да ми раскажеш сега за планинарскиот дом, вака, например, која надморска височина е, колку планинари или извидници или луѓе што се нели љубеници во природата и планината може да престојуваат. Ме интересираат тие некои ситници. Па правиште совршениот допир на Медитеранот со континентот. Ајде така да кажем, таму е каде што Белото море или Егејското море совршено допира, бидејќи има погледот од домот е сосема отворен директно до погледот и допира директно до границата на Македонија со Грци, буквално се гледат Кожуф и Макчалан. И тој го имаше еден отворен медитерански џеп, што прави климата совршена во Папрадиште, се наоѓа на надморска височина домот точно на 998 или ќе заокружиме 1000 метри. И тој близок допир на Медитеранот, на медитеранските аеросоли ја прави климата попитома
од најпитомото место во Значи Македонија. перфектно. Значи просто неверојатно е. Оној како беше погледот вреден $1,000,000 ти го добива за само 300 денари. И 300 денари беше цената да преноќиш. Колку само да ви кажам илустративно во А добиваш со тој доручек. Во 2005 година кога почнавме со домот, цената беше почнавме со цена од 200 денари, за 20 години едва и успеавме само 100 денари да зголемиме. Значи планинарскиот дом Папрадиште не работел за профит, едноставно работел да се одржува. Апсолутно да се одржува, значи со цена од 300 денари во услови кога се пак индустријска струја и кога имаш милиони давачки, така натаму, е стварно смешна сума. Има капацитет од 38 легла распределени во 5 соби. Тоа ме интересува. 5 соби имаше? Во 5 соби, најмалата соба со 4 кревети, па имавме со 5, со 7 и најголемата, она кој што најмногу потсетува на амбиентот на планинарскиот дом, таму каде што нема зидови, таа е со 18 кревети или 9 спратни. Всушност, како нема зидови? Сакам да кажам во метафоричен смисла планинарските домови метафорично ги уриваат зидовите меѓу луѓето, она што хотелите, мотелите и скапите сместувачки капацитети ги градат и ги прават. Планинарските домови се всушност уривање на зидовите барерите меѓу луѓето. Така што да речеме во хотел метафорично, ти во соседната соба имаш пријател кој што не го гледаш 3 дена, а овде се дружиш континуирано постојано во тие 2-3 дена престој заеднички и заради тоа конекциите и врските помеѓу луѓето и пријателствата склопени на планина траат цел живот. Да. Точно и наредното прашање ми се поврзува со овој муабет. Што може да се искуси, да се доживее кога престојуваш во еден таков планинарски дом? Дали имате можеби некои, не знам, предавања таму, има човек кој што како туристички планинарски водич, како да го наречам, па ги шеташ нив, или тоа зависи од самиот човек, дали сака тоа да го добие како услуга, или он си вика, јас дојдов само да се одморам, си знам траса кај ќе одам, што ќе правам, и си тера по свое. Или можеби, кој што викаш, се дружите, па навечер се разменуваат искуства, па нели некој ќе засвири гитара, што спомнавме, поправите заедничка вечера, па тука може ќе се роди некоја нова љубов. Така, има многу дешавки што се дешаваат во тие домови и предпоставувам луѓето планинари што ќе не гледаат, знаат за што зборувам. Јас сум имал можност да одам неколку пати, не таму, меѓутоа мислам дека бев на Баба во Пелистар, таму имаше некој планинарски дом. Има неколку планинарски домови. Да, одлично, прашаме подсети на сите случувања наназад 20 години. Види, Green Power makes love power. Тоа мото случајно се создаде низ годините на љубов создавани во домот, каде што низ турите и дружењата во домот се создадоа, верувале или не, над 22 парови, кои што сега живеат заеднички брачен живот. И всушност Green Power е сега жртва на љубовта во сопствените редови, заради тоа што сите тие луѓе кои што беа активисти, сега имаат брачен живот и веќе немаат време за активизам или помош. И ние сме жртви сега активисти што останавме сингл на љубовта кој што сами ја креиравме. Низ годините наназад на постоењето на срекно неженетите, точно. Низ годините наназад во домот. Значи, ние сме единствен дом планинарски кој што направил промоција на книга, да речеме. Значи, тоа беше сега пред една година, една прекрасна автобиографска, болна, тажна книга се вика Пресек, нашата колешка планинарка Маја Трајковиќ, која што баш ги таргетира болката од карциномна дојка, совршена промоција во еден амбиент, се што имавме во домот како ресурс, од луѓето кои што бевме присутни, создадовме неверојатен амбиент. Енергијата е, друже, она кој што го прави бесценето и богатството на престој на луѓето. Ние сме едни од ретките планинарски домови во кои што се востанови ликовната колонија Папрадишки мајстори до ден денеска актуелна во Велес, ама ние сме експерти за правење на невозможни работи. Ние сме експерти и рациновите срби да ги држиме во Струга, струшки вечери во Охрид или Папрадишки мајстори во Велес. За жал, колонијата Папрадишки мајстори првите 3 години беше у планинарскиот дом Папрадиште, потоа се пресели во Велес.
Но зачетокот е нејзине во планинарски дом Папрадиште. Ние сме единствени како планинарски дом кој што одржа джез концерт во живо на реномиран. Джез концерт. Да, во живо. Сериозно, и тоа сцена направивте, сета. Импровизирана сцена во големата трпезарија која што не е повеќе од 25-30 квадрати, и тоа видео го објавивме. Значи имаше серија на културни активности. Да. Браво. Еве гостин ни беше од попознатите музички фаци што сега во моментот ми текнуваат, на пример Зарина Првасевда. Другарка. И она ни е стандарден гостин во нашиот планинарски дом, и серија на познати јавни личности музичари. Секоја чест, Игор. И дружењето на луѓето. И сега сето тоа ќе сгасне. Ќе те прашам за тоа, чувај си ја мислата, малку сакам само да ми кажеш и одиме на тоа, на срцата на прашањето. Сакам да се навратам за истражував нешто дека си маркирал планинарски патеки. Која е целта на маркирање на планинарските патеки? Дали тоа нели нормално дека дава во допринос на планинарите да знаат нормално траекторија каде се движат по планината, или има баш некое посебно значење за такви акции како што ги спроведуваш ти? Се најажив сега заради тоа што е на навидум тривиална работа која што никој не ја есапи. Никој не ја есапи од овие аналфабетиве политички градоначалници, од кои што имаат само пари и профит, а најмалку знаат за планини и планинарски патеки. Такви аналфабети не водат, такви кутри залутани суштества. Во суштина, што сакав да кажам, мојот животен проект, нашиот животен проект се планинарските патеки. Ние создадовме една од најдобрите маркирани планинарски патеки, можем слободно да кажем и веќе не само во Македонија, туку и на Балканот и пошироко. Тоа е патеката од Папрадиште до нашиот матичен врв Даутица. Поставивме над 130 ориентациони маркацијски столбови. И сега пази, ова не е постолбување оди со джипот, ти ги истовара, па ти... Бојата, бело-црвено, да. Излегуваш во 4:30, еден столб на десно рамо, еден столб на лево рамо, еден столб ваму, столбовите со по 2-2,5 метра, секој со тежина од некаде 4,3 килограми, колку што еден наш активист ги имаше измерено, и со должина од 2,5 метри, иде со копач. Ти совладаш висинска разлика и цепаш 10-15 километри, друже, под ветер, текутка, мрзнат раце, и едно време викаш, добро, шо правам јас, и си викам, мене да ми даде некој 100 евра дневница, ќе му ги фрлам у фаци, ќе тречам, оди ти поставај си ги. А ти тоа го правиш волонтерски, од љубов го правиш. Тоа е тој волонтеризам. И сега се ежам кога ми кажа која е значајноста на планинарската патека. Точно минатата недела голема магла падна на районот на Дутица, само ми се јави еден планинар од Прилеп и вика, рацете да им се позлатат на луѓево кои што ги поставувале маркациите. Бевме со мали деца и вика, сосема случајно налетавме на неа. И смислата на целокупната работа, постоењето овде, мое, твое и наше, и било каде нови што седат гори, што не ги контролираат животите, барем еднаш во животот да создадат нешто што ќе спаси нечи живот. А не да уништат нечи живот. Да. Ние све обратно направивме. Сите овие што седат само размислуваат како да уништат нечие добро и да уништат нечи живот и да уништат имот, општински, државен или било каков. И тоа е суштината. Нова спасување на живот вредело сета под, сиот студ и целокупното, како да ви кажем, на тие сизифовски маки на кои што не им се гледаше крајот, над 130 столбови поставени кон Белица во поречието, кон Даутица, кон Солунска глава и така натаму, ноќна маркација, значи за сноѓање, вечерно ноќно време за движење, значи светат маркациите. Сето тоа е направено со сопствени средства, со солидарен фонд создаван од наши членови, без испумпан 0 денар од општина Чашка, од општина Верес, од било која општина, 0 денар испумпани од државата. Сето тоа е придонес, траје вредност
мене ако ме прашаш колко чинал трудот 10 годишен на волонтер, извини друже, јас не можам да проценам еден час волонтерски со носење столбови колку чини. Така. Еве, ако има некој во оваа држава да го анализира и да го прави тоа, Бојрум нека каже. Доаѓаме до главното прашање. Државата преку небулозноста на градоначалников, нели на општина Чашка, го уништува единствениот, најголемиот, последниот центар, како што викаш ти, на македонското волонтерство. Која е целта според тебе и што се крие позади овие срамни, би рекол, одлуки? Мислам дека мора да се воведе нова работна позиција во сека општина, тој е матичен психијатар, со кој што ќе го утврдува деловната способност и моќ на секој од градоначалниците при носење на одлуки. И не само на градоначалниците, треба на поише места психијатар. Мислам дека она што моментално оскудева е матичен психијатар во секоја државна јавна установа. Се согласувам. Бидејќи недоветни, нематурирани, несозреани, аналфабети ги водат општините и ги водат државите. Зборуваме за градоначалник кој што никогаш не дошол да го види планинарскиот дом. Да се го види сопствениот имот, еве, да не ме види мене, не ме сака. Има ли кафани во Чашка? Таму ќе го најдеш. Па во еден, гледајќи во ретровизорот на неговиот живот и веројатно погледот и ќе запре малку повеќе на тој момент и сегмент. Како и да е, имам основано сомнение дека поради мојот ангажман како советник во општинскиот совет во Велес, како советник на левица во општинскиот совет на Велес, се концернот на СДС и ДПМН прави политичка ликвидатура на нивниот неистомисленик Игор Смилев преку најмршник начинот кој што само луѓе со таков карактер може да го направат, а тоа е да посегнат по изворот на волонтеризмот у Македонија, планинарскиот дом Папрадиште. И во суштина во се лежи парите и профитот. Од азбуката на градоначалникот, од буквата П, постои само пари и профит. Во мојата азбука, како што сум учил, во буквата П постои планини и планинарски патеки. И таа е суштинска разлика помеѓу мене и тие кутрини идентификувани карактери, кои што ниту еден мост и архитект не може да ни ги спои различните светови во кои што битисуваме. Значи, во генезата на се случувања лежи исклучително пари, профит и политичка ликвидација на неистомисленици. Ајде да појасниме, значи вие го имавте домот под концесија 20 години. Сега наеднаш завршува договорот и градоначалникот на Чашка не ќе да го продолжи заради X причини, иако супер функционира и се тоа. Така, тоа е целиот проблем. Што мислиш, што сака да направи со него? Да го приватизира, да го продаде, или дали има право он да го продаде, пошто сепак тоа е нели национално, не е, или како спаѓа? Под општина Чашка е тој објект. Да, под општина Чашка е и всушност доаѓаме до срцевината на проблемот. До некаде до 2014 или 15, сега не можем точно со годините, сите овие објекти, вклучително планинарските домови и овој дом, беа под капа на државата. Значи, конкретно, планинарскиот дом Папрадиште како поранешна школа беше под Министерство за образование. Тогашниот премиер Груевски и таа болумента, веројатно мислејќи дека со некоја децентрализација на објектите ќе направи подобро и дека ако им ги даде на општините, општините подобро ќе се однесуваат кон имотот, одлучува со одлука на влада да ги даде најголемиот дел од државните објекти во општинска собственост. И тука доаѓаме до ситуација каде што од еден погрешен човек на вистинско место може да страда цела заедница, како што е во конкретниот случај. И дека се ова тенденциозно и дека не е ништо случајно, покажува и уште еден факт поврзан со овој градоначалник. Пред 3,5 години
кога се уште имавме активен договор, концесијски, истиот тој градоначалник ни испрати писмо каде што рече во рок од 10 дена да се селите. А договорот важи, мислам. А договорот важи. Да се селите, зошто? Заради тоа што не знам, зборуваме за ликови кои што не знам, дали може би разговараме за лик кој што дали може би посредувал при вработување на специјалците од АРМ во една соседна земја, дали при тоа може би профитирал. Дали при тоа направил дил со некој за да ги гуништи па прадешто, односно го даде на друг. Дали може би создал тој градоначалник пакт со намирисал пари, според мене намирисал пари и треба да го и зборуваме за таков човек кој што пред 3,5 години ничим изазвано рече вие ќе се селите. И ние тогаш рекоме ние не се селуваме, важечки договор, медиумската помпа и притисокот го натера да дојде да свитка опашката, ама чекаш осветнички да дојде денот во август 24 година да заврши договорот и својата осветољубивост на најсадистички начин да заврши. За таков профил на луѓе кои што не е само ово е рефлексија на тој концерт на СДС и ДПМН во кој што нема разлика. Профилот на концернот СДС и ДПМН ово е совршена рефлексија нивни. Значи еве вака како силуета фигура кога ќе си го замислите ги има сето тоа што го имаат ова во нивната најлоша негативна варијанта. И извини само малце. Како се вика тој градоначалник? Горан Стојановски. Горан Стојановски, јас лично те поканувам да дојдеш во Редкаст и да ми образложиш зошто, еве, Игор Смилев ми дојде ми образложи, зошто ти, господине Горан Стојановски, сакаш ваков прекрасен дом каде што се развива и љубов, и волонтерство, и активизам, и планинарство, сакаш да го уништиш. Еве, јавно те повикувам да дојдеш овде, не јадеме луѓе, ќе седнеш пред мене и да ја видиме твојата страна од муабетот. Ти благодарам. И еве вака сега, зборуваме за организација која што редовно подмирува сметки за електрична енергија, која што редовно исплаќа ѓубране, значи ни делове на однос општина Чашка. Јас сега ќе ги искористам еве неговиот така наречен демант. Вели Green Power не плаќа ништо 20 години како кирија. Добро. Сега. А што треба и кирија да плаќате? Според демантот на градоначалникот, види, многу нормално е. Ти кога взимаш стан под кирија во Скопје, ако комплетно го реновираш вецето, а ти мршник вецето, ти вложиш 3000 евра и собственикот ти вели, супер, си вложил 3000 евра, јас во наредната година дена ќе те ослободам. Ќе се пребие. Да. Како што вие сте го направиле од руина тогашниот градоначалник, кој што имаше поголема визија на тогашна Богомила општина, вели, ако вие вложите $40,000, тогаш вие ќе бидете ослободени од немнини кири. Ја не знам што е тука нејасно. Да. Дури ти си проектирал дополнителен квалитет. Ти си изградил над 100 километри патеки, планинарски автопат, за кој што не си зел денар. Си изградил канализација. Си изградил собствени средства. Што реално е голем зафат. Што реално голем зафат и селото од тогаш понатаму ужива благодетите. Точно, од тој момент процентот Има ли продавница во селото? Нема продавница во селото, ама има многу нови куќи. Так. На вистина селото го доживува своето крешчендо на процут, би рекол. Точно овие се златните години на Папрадиштани. Тука е Нежилово подоле. Тука е Нежилово подоле. Имаме патека и до Нежилово. Да. Имаме планинарска патека до Ореше. Имаме планинарска патека до сите села. Значи, ние буквално секаде има патокази. Се онака по книга направено без прито да испумпаш 0 денар. Значи, ти си продуцирал неверојатен квалитет на општина Чашка и на крај доаѓа овој ваков каков што го дал Господ, ете така, со указот и му се може, рекол, вие ќе се селите. И да биде иронијата поголема, ние се обидовме на разумен начин. Рековме, пративме писмо во јули, кога он не информира дека треба да се иселиме. Има ли некој повисок орган каде што може вие да се пожалите? Или нема тоа? Ние се обидовме с квотирање. Еве, пошто
повисок орган нема, градоначалникот Тути Ди Капи. Тој е сега папата, тој е сега Господот, полубог, пред кој што ние треба да коленичим и така натаму, односно коленичат оние кои што се без рбет и кичма, така што бидејќи нема кому да се пожалиш, ние испративме писмо до сите амбасади, до председателката, до премиерот, до Светска банка, до сите амбасади и еве јас апелирам и ги повикувам и председателката, и премиерот, и сите амбасади ве молам да го вразумите овој безумен градоначалник пред штетата да се направи уште поголема. Пред да биде приватизиран, пред јавното добро да стане приватно добро, како што му е веројатно главната интенција, и да не те чуди. Ова све политиката, долгата рака на ВМРО доаѓа до големите. И да не те чуди дека долгите раце на СДС и ВМРО се уште се составен дел од нашите животи, како што гледате, ни ги контролираат нашите животи, нашите респирации, нашите задоволства, нашите спомени, во буквална, а не само во метафорична смисла на зборот. И затоа, до сите овие кои што имате било каква мој, вразумете го, заради тоа што ѓаволот ја однесе шегата. И заради тоа сметаме дека ова е типично ликвидаторско однесување од најлешинарски тип. Игор Смилев, јас имав уште едно прашање, гласеше вака: дали ќе се предадеш и има ли правни инструменти да се спречи изгаснувањето на планинарскиот дом? Па прадиште, меѓутоа ти веќе ми го даде одговорот, гледајќи те по твојата енергија, ти сигурно нема да се предадеш и ќе се бориш до крај да продолжи да тера како што тера планинарскиот дом и да ствара многу нови запознанства, пријателства, знаење, развивање на туризам. Се надевам дека ќе се вразуми градоначалникот Стојанов беше, нели? Стојановски, се извинувам, и уште една апел до тебе, повели во редкаст ти да ни образложиш, да видиме зошто сакаш ваков прекрасен дом да згасне. Игор, ти благодарам, беше феноменален вечерва. Имам еден поклон за тебе, пошто одиш по планини. Ова е екстрем полнач од нашиот анонимен спонзор кој што си го поздравувам. Јас се надевам дека ова не спаѓа у доменот на мито и корупција. Не спаѓа, во редкаст нема мито. Јас сум тике, повелешки, нели, тикиња, нас не вика така упорни и така натаму, достоинствени, но во кој што ќе ти се најде кога ќе правиш нова планинарска патека, како треба да вклучиш телефон. Супер. Да, мислам дека е супер поклонче од наша страна. И знаеш и да го страна. погодиш, ова е мојот катетер, јас како што велам, на планина одам, кабелот во едниот джеп, ова во друг джеп, и ја тоа си го викам планинарски катетер. Мора да го благодарам и супер. Порака за крај до гледачите пред да одјавам емисијата. Па и до луѓето што мислиш дека може да помогне. Судбината на домот и на општеството, и на државата во народот. Ако домот можеме да го спасиме со сквотирање, да направиме сквот, односно тоа се вели за поседнување на домот без дозвола од собственикот, на напуштен дом кој што е изгубен, уништен, и јас ја повикувам јавноста, планинарската и било која јавност да го запоседнеме планинарскиот дом Папрадиште или да го сквотираме. И ја повикувам македонската јавност, планинарската фела. И планинарската фела и воопшто е генерално за граѓаните да сквотираме државата, да запоседнеме заради тоа што е нефункционална, заради тоа што е празна и заради тоа што ќе биде напуштена ако со време не ја сквотираме и не влеземе и не ги запоседнеме. И во суштина тоа ми е главната порака, дека верувајте во целта пред себе, нема полубогови, во секој од нас лежи, како беше, кога ќе се сетиме оној момент кога тополите ќе се сетат својата сила, тогаш народот ги носи одлуките, така што верувајте во целите, бидете повисоки, посилни од топола и дефинитивно борете се за она за кој што верувате дека е исправно. Што повеќе да кажам, драги гледачи, вечерва го имавме Игор Смилев
без влакна на јазикот, кој што дојде и искрено си кажа што му тежи на душата, а искрено и мене ми затежи, раскажувајќи ми колку заложби сте вложиле сите вие како волонтери за да изразне во таков еден планински центар, кој што сега црно му се пишува, што се вика, се спремаат да го погребаат. Останете во добро расположение и гледајте ја наредната епизода на Редкаст. Поздрав!